Ке се одмотува клопчето во Агенцијата за филм. Министерот за култура и туризам Зоран Љутков најави дека инспекции ќе чешлаат работата на оваа институција, за која вели дека е во жална состојба. Тој појаснува дека сомнежите за злоупотреби на народните пари започнуваат во 2018, кога се скратил буџетот на агенцијата, но и натаму тие трошеле двојно повеќе, за сега оваа институција да е во финансиска бездна од 11 милиони евра. Шта мора да се расплетка клопчето. Едноставно, јас не гледам решение. Не гледам решение ниту во промена на директор. Ако состојбата и понатаму се влече така, значи нас ке не треба некое системско решение. Ова не е само проблем на Министерство за култура, ова е проблем и на владата, бидејќи тоа е владина агенција. Таму ке не треба системско решение, таму ќе ни треба расчистување на случајот, треба да се пратат инспекции. Љутков вели дека во моментов агенцијата има склучено договори за 4 филмови кои не може да ги исплати. Во меѓувреме пак преку соопштение во јавноста реагира и од Друштвото на филмски работници, кои го повикаа министерот да ја откочи за рибаната филмска машина, бидејќи македонскиот филм бил во кал. Реакцијата следи откако годинава ниту еден македонски филм не е кандидиран за Оскар. Погубните деструктивни политики, мотивирани од незнаење, поточно елементарно непознавање на филмската дејност и реваншизмот кон овие кои со години се борат за подобри услови за производство на филм, ја доведоа македонската кинематографија до колапс. За незавидната состојба на македонската филмска индустрија потоната во криминални афери. Тие ја обвинуваат поранешната министерка Костадиновска-Стојчевска и бараат од институциите да ги расветлат и казнат криминалите кои со години тежат и го влечат македонскиот филм во бездна. Сепак постои голема веројатност и Друштвото на филмски работници да се најде под лупа на истражните органи кои ги повикуваат, имајќи предвид дека истражувањето на ТВ Алфа откри и најмногу пари од Агенцијата за филм во изминатите неколку години. Оделе во џебови дека една шака луѓе блиски до ДФРМ. Помеѓу оние кои најмногу се офајдели од државниот буџет се најде председателот на друштвото, режисерот Игор Иванов Изи, како и генералниот секретар на ДФРМ Томи Салковски. Државни пари често имало и за нивните синови и блиски соработници. Начинот на кој овие луѓе добивале финансиска поддршка е под сомнеж за криминал, поради судирот на интереси кои се јавува во документите до кои стигна ТВ Алфа. Истражувањето покажа дека додека Агенцијата за филм им ги полнела џебовите со пари од буџетот, член на управен одбор била Снежана Станковиќ, долгогодишен адвокат на Друштвото на филмски работници. Додека пак за тоа кој ќе земе народни пари, меѓу другите, одлучувал Бранко Петровски, кој во исто време бил и председател на надзорниот одбор во ДФРМ, а во Агенцијата за филм спротивно на законот за филмска дејност, бил избиран за финансиски советник 7 години поред, а непосредно пред промената на власта, тој е унапреден со членство во управниот одбор на оваа институција.